Ајде, повелете. Добар ден. Добар ден. Прилепски Добар и ден. точно И на македонски, да. Точно, не е македонски. Честитки, ти си првата која ќе влезе во југот и ја затвори вратата Како што треба. како што треба, да. Браво. Иначе повели кафе, за добро No дојде. Bad vibes. Vibes. Па точно знам, со кафе не може bad vibes, во Може југото не вака може. да го држам во сето ова за да Може, ти направам слободно. беле во кола? Слободно и пред да тргнем уште една молба. Појас. Да се врзиме. Ете така. Оти југата имат појаси? Имат, фичата нема, ајде. Фичата нема ја. Да. Оти има фичо и југо јас. Знам дека Своевремено. Ами добро се, тоа време Се тие беа. бело фичо, црвено фичо и бело југо. Ете така. Нема Добро. црвено југо. Еве повели кафе Фала, и сега фала. вака овде на бубица клаваме Ајде. на појасот, лесно сите нишани. Аве ова професионалност невидена, Професионално, невидена. Вакво студио си била? Движечко? Се уште не. Што можеш, ти требаат само кармин, простите, клепки, а долу можеш по пижами, Повлечки, по било по што, местри, да. по бителски, секако што Ето сакаш. така. Инаку Светлана Петковска, председател на организација на жени во југото, ќе имаме супер тема, предпоставувам, така ајде. да ќе збораме малку и за Абе, жените, битно ќе се е што повозиме. ќе зборниме, та темата остаја. Така дали, е, да. Дали добра ќе ја направиме темата? Да, ти донесов кафенце, мислам тоа е веќе готово, можеш и да го Еве, пиеш. одма. Да. А точно. требаше да пробаш нешто друго, макијато ми порачам. Кој знаеш порачав, не знам, се мачкав тогаш се средував Во за тесно да не бидам ептен никаква. Не бе супер. Оти да не ти мирисам на сарма, од саба или сарма прави. И Па се морам добро, да тоа се е домаќински, така? Колку се смена жената како домаќинка од времето ете кога ти си се омажила до ден денес? Се омажи во 1984 година, во минатиот век. Леле, ми се Јас чини 100 години има од Не тогаш. бев ни роден. Ти не беше роден, така. И јас немав роден, ако се мажи. Да. Нормално. Не е баш нормално. Добро, сега поинаку се Сега работите, не, ти да. ме праша разликите, одма ти ги кажувам разликите. Денес за тоа ќе зборуваме. За Па за разликите многу прво, теми, на почеток. имам многу Колку прашања. време имаме за зборување? Околу пола сат. Околу пола сат. Имаме таман за се Да, големи се разликите. За среќа или за жал, како на кој. Нормално времењата одат напред. Сигурно дека разликата помеѓу моето време и времето на мојата мајка и баба Било поинаку, да. беа големи. Нормално е дека и разликата помеѓу мене и мојата ќерка и внука треба да видат големи. Срамота е Само да некако стоиме сега на нешто исто побрзо место. се менува меѓу Е, се е побрзо сега. Се е побрзо. Значи, со воведувањето на технологиите, што би рекле ние од нашата генерација, како е можно, вие немате факс машини видено, што значи како може листот хартија од некаде да стигне кај мене само со еден телефонски повик. Например, Да. ние се чудевме кога на почетокот дојдоа факс машините. А тек со мобилните телефони што ни висат по џеповите, затоа што порано сите требаше да не знаат Што кога малку и разговараш. холограми со ќе него. имаме и И слично. не знам што ќе имаме, може би. Artificial intelligence. Многу често почнав да одам сега на предавања на теми за вештачката интелигенција. Велат дека тој што нема да знае вештачки да се однесува, нема да види жив во следните 50-100 Да. години, не знам кога. Сигурно побрзо тоа ќе биде, но јас мислам дека она што го создал Бог во нашата глава, морам да го споменам мојот гуру, професорот Чепреганов, кој велеше: "Чедо мое, се измислија и се во телото човечко знаеме како функционира, ама мозокот поима немаме што прави." А тој беше Да, многу доктор малку за го користиме мозок. мозокот, така? Зборувам сега како функционира од аспект на научници, а дека не го користиме, малку го користиме, ама со AI ич нема да се користи. Воопшто Добро, нема да види, се вака користи. сега јас имам... Ама за да стигнеш па да ја Да. користиш неа, па треба да имаш многу мозок. И сето тоа е во круг. Така, некако да некој Така. луп се создаде, имаше и пример еден, не знам кој го спомна негде, на времето кога калкулаторот се создал. Луѓето претходно рачно решувале математички задачи. Кој оние- рачно, кој на памет. Да, со оние таблите, табакус, како се викаат, си ја заборав. Аба. Нели, абакус, како и да беше, да. Не е битно. Да, да речем рачно го правеле нештото процесот. И сега кога дошол калкулаторот, голем Кога голем почнавме, процент да, од да. луѓето се побуниле. Овој калкулатор нас ќе ни ја земи работата, ама оние кои што научиле да работат со него, успеале. Пак продолжиле научиле понатаму. веднаш да го фрлат и да не им треба веќе и многу повеќе. Јас кога ќе кажам дека
Знам да вадам на рака се уште квадратен корен. Јас поима нема математика, така. Мислам, тој што не знае математика не знае ни што е тоа, не знае што е квадратен корен, а не пак да вади Јас квадратен. до 8 учев Ме математика, научи, средно немавме. ете така, значи и сега, еве овде да ми даеш 10-цифрена бројка, ќе ти извадам на рака квадратен корен. Да. Ама тоа е еднаш го учиш, го учев во 7-о одделение или во 8-о, кога и да беше 7-о. И се памти за цел век. Се враќаме на жените, ајде. Се враќам, ама не добро беше темата, бидејќи Добра, баш ми е математика, да. драго, баш ми е драго. Во смисла, ајде да го најдеме еднаквост там, бидејќи Да. секојаш плюс со плюс е еднакво на нешто, така да математиката не дојде добра. Така, Дали се така. еднакви мажите и жените денес? Ама сега, ова е многу општо прашање и малку Аха. сакаш да ме зезаш. Не, си правиме муавет. Добро. Малку дали се еднакви? Прво Да. шо? Еве да речеме машки и женски работи, да пегла мажот дома, тоа е да веќе сега пушти машина. специфично прашање. Ете така, ајде. Апсолутно дека се еднакви прво. Еднакви се по може да запише факултет секој еден, може да оди во школа. Дали жената може да цепи дрва, Сигурно има жени што цепат дрва. Сега јас познавам слабечки жени што знаат да цепат да копат дрва. темели? Па има некои што ако не знаат да копат темели, знаат да управуваат со машина која копа темели, на Ете пример. така, добро. На пример. Се тука не можеме равенство, знак на равенство да поставиме, бидејќи по биологија и по физикус и по хемија и по се, ние со мажите не сме исти. Сега да бидиме искрени. А плюс, Па се види, има источоци. Има и мажи кои што се малце по така. има многу мажи кои што и сега, еве, ако теорија на случај направиме да застаниме овде и да му речеш дека гумата ми се дупи, да видиме Дали ќе знае дали од 10 мажи што ќе поминат, ќе направиме анкета кој знае да смени гума. Некој сака, кој знае да смени Па не, гума. не многу знаат, да. Така, јас знам. Знаеш да смени си Знам мила да смената сменам. гума? Имам помагано заедно со мажот ми ни пукна гума на граничниот преминг помеѓу Грција и Македонија на средина. И моравме да смениме таму гума, тоа беше еднаш. Да. Кога сум сменил, али сменивме. Успешно. Се измачивме, сменивме гума. Битно е да имаш добар алат. Точно. Да, ако немаш алат, ни ти не Без ќе можеш алат, да да, смениш без гума. алата нема заната, Ете велат така, србите. Ете така. Да. Ми е интересен моментот со еве ова еднаквоста на жените, бидејќи секогаш велат отишо јас не можам тоа да го направам. И кога ќе дојде до момента, мисле тоа машка вели? работа е, пример ќе рече жените, знаеш, мисле тоа машка работа е се штрафот на пример за глави во колата, Значи, машка работа е тоа ќе Сега помага јас сигурно ќе бидам извикана или плукана од некои жени. Тој муавет може да го рече само мрзлива жена. Жена која не сака да проба. потруди, така? Да се потруди, браво, се, во исто време исто кажам. Да. Неки да се потруди, неки да проба. Сака да ја префрли секогаш топката на друг. Таквата жена не само што нема да исцепи дрва. Јас убедена сум ако има дома маж, дека ниеден маж нема да ја дозволи на жената, освен ако нема раце човекот, на пример, сега не дај Боже, да ја дозволи да цепи дрва. Ама пак, по мое, има многу женски работи кои само жената во домот може да ги прави. Така. Или тоа е ствар, тоа е ствар на договор, да кажеме. Не мора да вези, не мора да плети, не мора, ама многу ми е изфеминизирано да го видам мажо со фута да стои на мијалник и да мие пајници. Ај побителски. На некој може и секси му е тоа. Ама сексит ќе ти е за навечер во 10 сатот сега. Немој не денски жити мајка да мие пајници мажо, а жената седи во Замисли само по фута да биде. Може да, ајде да замислиме. Ајде да замислиме. Така нема да е секси филм. Може ќе е секси, ама целта на миењето на чинии не е мажот или жената да бидат секси, туку да ја направат работата. А за секси ќе се импровизираме. Не само фута и милион други работи. Да. Дали жените се поддржуваат една со друга? Или има сопарништво? За разлика од мажите, жена на жена е волк. Аха. Многу почесто. Може би не секогаш, ама многу почесто отколку кај мажите. Да. Значи, ете во политиката, во најразлични други професии, жените умеат, имаат една особина во себе која мажите ја немаат, љубомората. Добро, да. Да, мора да признаеме. Колку се повеќе организирани, то после може ќе озборниме, ама во однос на љубомората и во однос на сопките кои што си ги клаваат жените една на друга, тука негативата
е на нивна страна. Значи нека жените. Кога е? Значи, видиш, еве сега не можеме на се да ставиме знак на еднаквост. Да. Значи сепак има некои разлики. И мора да има, ама Ето. мора Бог така рекол. Така Тој не така создал, створил, да. така не создал. Тогаш немаше да имаме машки и женски полови органи, немаше ние да имаме то вие то. Ќе Туку бевме ќе беше едно све исто, да. се исто. Так. Тука малку ќе заглавиме, чекај. Нема да заглавиме. Ама нешто гледа се поправа овде што камионот да не ме собери. Со Југо сме ние. Нема да те собери. Кој собрал Јако Југо па. до сега? Фала Богу, до сега никој. По статистика најмалку. Собраќајќи се Југо? Да. Ото не сум знаел. Знаеш, јас возев тико едно време, и викате, ишо ке ти е тико, е слабо, вакво тако, онакво. Викам, јас до сега следам и немам прочитано некаде тешка собраќајка на тико. Верувај ме, Можно. едно црвено Југо. Да, од има Качија. Југа низ градот, има Има Југа. низ град, не си само ти. Машка или женска кола е Југот? Кола е кола, нема машки Нема женски машки коли. женски. Не. Има само за луѓе со плиток џеп, со среден џеп, Ето со така. длабок џеп и со најдлабок џеп. А иначе нема машки женски коли. Да. Барем за мене. Сум возела и Peugeot, и Citroen, и Југо, и Тико, и сега што возам таму Opel Corsa. И нема. И кои се подобри шофери, мажите или жените? Па мислам, за подобри и полоши не знам, ама повнимателни мислам дека се жените. Повнимателни. А во возењето е многу потребно внимание. Вака бидејќи си по статистики, кој Да. има повеќе собраќајки направено, мажи или жени? А знаеш дека своевремено пред 10 години со полицијата имавме едни такви активности и во тоа време додуша и повеќе возачи имаше мажи, али по статистика повеќе собраќајки причинуваат мажите, бидејќи влегуваат повеќе во ризици. Да, значи Влегуваат малце повеќе повеќе во ризици. има адреналин во Добро возењето. сега. Може би машките хормони изразени се во колата. Тука се случува да и жени да возат машки со машки манири, Вака малку ич се не ми се допаѓа. Па не знам да псуе малку во возењето, па не ми се допаѓа. И во возењето треба да има женственост. Да, што мислиш за маскулино што викат жена како маж и маж феминизира? Се има во овој 21 век. Кој знае што ќе видите тие што ќе видат тие што ќе останат во 22. Ништо не мислам, ама не ми се бендисува кој ќе гледам. Не ти се бенди. Мада што јас сум човек кој ги сака луѓето вакви или онакви. Нема боја, нема раса, нема феминизиран, нема жена машкобањаста. Си имам еден куп мои пријателки што се машкобањасти и си ги сакам. Или машки кои што се изфеминизирани. А зошто е тоа така? Зошто се случува? Имаш некаде Шо знам зошто се случува. Пак ќе речам, 21 Воспитување, век немаше порано грешка на толку. биологијата? Грешка. Тука е Бог, тој си клава прст. Значи, ако има десетина машки да одат овде пешки, и од тие, ако се двајца да речеме, од геј популацијата, Добро. која што си ја поздравувам, бидејќи имам пријатели, одма ќе Сите ги познаеш имаме кои се. пријатели, да. Одма ќе ги познаеш кои се, бидејќи имат нешто поинакво од другите мажи. Да. Да, исто како и жените кои имат машки елемент во себе, одма ќе ги видиш. Тешко им е да носат фустани, тешко им е да имаат долги коси и ред работи. Мислам, тоа е тоа, колку ние да Ама во бегаме секој од случај такви реалноста. луѓе може да придонесат нешто добро за општеството. Сите ние, И тука е нема тоа, еднаквоста. нема врска. Ние можеме или не можеме без разлика на има луѓе кои што се инвалиди, без раце, без нозе, без око, без нешто, па придонесуваат многу Така. повеќе за општеството од луѓе кои се комплет, целосни со цела анатомија на нив. Точно. Да. Ова беше вака убав еден вовед во сакав малце подинамично да го направиме како вовед за Од меѓу ова машките и подинамично? женските, да. Што да видим? И уште едно кратко сакам да го спомниме. Имавме една ситуација, нели жените велат дека многу зборат. А маж, например, кога се женско друштво, нема тишина, нема мјут, така цело време се збора во женско друштво. Во машко друштво мажите знати да си поќутат малце. Да. Зошто е тоа така? Оти се попаметни во тој контекст. Кој ќути е Кој ќе попаметен? Па да. Да, тоа е дефинитивно. Ама, што е друга сега вистина тука? Ние кога се собираме 5, 6, 7 жени, 10, ние се собираме за да си направиме муабет. Да. И затоа зборуваме. И мене понекогаш единствено што не ми се допаѓа кога се собираме или ете многу често на состанок во организација на жени кај што сум,
умееме да ги преклопуваме муабетите. Не се слушаме една со друга. Да. Ако една каже дека денес правев зелник, леле вчера јас готово почнува и тај, јас што го правев зелник, абе чекај, нека докаже едната прво како го направи, Да, па и после после кажи го ти, твојот зелник. па по другата, па третата и не се слушаме, готово. Да. Дефинитивно хаос настанува и после што рече, како рече, ето обичај на Да. жените сме во тој поглед. Пред така. да преминиме на се останато што правите со организацијата на жени, сите активности кои што ги имате, сакам да зборниме малку и за домаќинките, за новите домаќинки модерни. Мислиш за новите жени, Новите за новиот жени, тип на жени. новите- Оти во мое време домаќинка беше жена која не одеше на работа. Добро, да. Значи, Аха, се седи дома и се ига да, куќа. кој, што си ти? Јас сум домаќинка. Да. Не работам ништо. А тај работи дома 22 сати. Така. Да. Јас сам овака си Сега што е поентата на Да, ми прашањето? беше муабетот во смисла Домаќин многу ретко лукот? домаќин лукот. Денес, например, многу ретко жените прат ајвар. Дали е скапо, дали е тешко, дали Или не. ретко 2 пати годинава јас направив. Ама вие... Исто во домашни услови. Новите домаќинки зборам, овие што се по новите. 24 години. Аха, таму ќе одиме сега. Таму, Добро, таму. добро. Новите домаќинки, нека ми простат, се, само не домаќинки. Значи се бизнисменки, се мајки, се жени, се сопруги, љубовници, Понекогаш фалерки. Па сега не знам, то знаете вие мажите. Ама не домаќинки, бидејќи, пак ќе се навратам, зборот домаќинка значи менаџер дома, кујна, чистење, Да. купатило, Ама ретко кој готви? не готват. Сега, Ти си купи готова храна. Зошто не готват? Прво, затоа што на секој чекор има готова храна. Во мое време немаше. Ногти направени. Ноктите, кои ги прават, сега и јас ги правам, не дека не ги правам, се 1200 денари. Не знам дали се Една исплати... вреќа пиперки. Една вреќа... Море, повеќе што зборуваш? Повеќе 2 вреќи пиперки? То се 60 кила, 3 вреќи пиперки. Ете, таман 10 тегли ајвар. Ете така. И сега, не знам колку се исплати. Второ, таја отишла, ги средила вегите, ги средила устата, се истуширала со најскап парфем и сега ќе ти готви кромит, која манџа е без кромит, не знам. Ќе ти готви кромит, во комшите да се готви со кромит, таја неки покрај вратата да помини. Да, ми И виж. тука има најразлични сопки кои што ги имаат младите домаќинки, жени, проштевајте, за жал, затоа што не можеш ти да бидиш и менаџерка во, не знам, некоја фабрика или одиш во институција, работиш во некоја државна и са бајле кој ќе поидеш да мирисаш на кромит. А немаш време и детето да го однесиш во градинка, децата. Друго време беше нашето време. Значи, Да. ние И не живеат со свекрви поќе да му ги чуваат Ние децата. живеевме со свекрви, со мајки, со баби, со дедовци. 10 и души дома, например. од една страна тоа беше многу добро, затоа што има кој да ти се најди, Да. а од друга страна ти кога ги си поидиш во 3 од работа, кога ќе ја видиш прво свекрва ти на врата, не знам како се, јас не Ќе ти се живеев. стемни. Не живеев со свекрва, за несреќа ќе речам, затоа што мојата свекрва не беше типична свекрва, туку беше бисер од жена. Да, малку помодерна. Не беше воопшто модерна, беше многу од стар ков Мариовка, ама жена која ќе купев едно рало чевли, велеше, а да поидиш и жолти да си купиш? Гледа, Ама се немам- грижела уба да бидеш. Да. Значи Општо, знаела што сакате син му. општо, видиш, тука ќе зборниме, без да се договориме. Аха. Што значи Мариовките, Мариовскиот сој, како Да. таков, што е разликата помеѓу машка и женски аспект? Кај Мариовците многу често децата се именуваат по мајката. Па Да. ќе речат, за свекрва ми конкретно, гроздините деца. Не Аха. децата на Алекс. А не на мажот. Гроздините деца се овие. Да, пошто таа ги роди. Да. Не знам зошто, али... Тоа е интересно, да. Да, многу интересно. Мариовците ги почитуваа многу жените, Жените, да, за тоа знам. многу. Генерално, жалам, има писатели, мариовци, кои што имаат пишувано дела, книги на таа тема, битолчани, и кои што кажуваат дека жената во Мариово беше столб на семејството и призната. Мажот Да. може би во овци, во кај козите, в поле, таму немаше многу поле, али Да. работеше, додека пак жената
беше столбот на семејството. Одлично. Пред да преминиме на темата активностите кои што ги имате, сакам да ја најавам темата што сакам да ја зборниме. За средношколките кои што не можат да си дозволат влошки за време на менструален циклус и Тоа беше и поводот. Да, и она што го работите вие како акција по училиштата средни низ Битола. Сакам да те дарувам пред се. Вау. Значи после ќе продолжиме таја тема. Леле, од кога бев невеста не сум дарвана. Ајде сега да те дарувам малку. Кажи ми дали сакаш животинки и дали чуваш? Абе, ќутиш ти, мајко. Ќут. Шо? Велев дека не ќе, ама сега ги сакам најмногу. Дома имаме куче, сега кутурата кој ме види дека излегувам уште што не се расплака, а таму во другата куќа имаме куче и мачка. Па мислам дека супер ќе ти дојде, види колку храна ти носам за ни, па 5 плюс, да не сте гладни. Леле, и благодарам на донаторите, и благодарам. Добро. Знаеме да се грижиме за сите. За Локум, за Принц и мачката, не знам, Луна ми се чини се вика. Да. Маче. Сега збораме за жените цело време. Жените треба да се разобуват. Така да ќе те пуштам во Ива Бјути. Веќе таму си ги правам Беше? ноштите. Имаш Ете така. тетманче, ете од Ива И Бјути. многу ми е драго, си ги поздравувам сите од Ива, бидејќи си ги сакам како мои деца. Ете така, гледаш те погодив. Да, се погодивме. Исто така видих ти носам еден многу А убав што подар, направи? третман за тело и за коса. Леле. Така да изгледаш прекрасно. Абе, ова видиш е се према. премногу. Ова се наоѓа, ова е парфюмерија која што се наоѓа во Близ. Во Има Близ се што е најубаво е во Близ, Така кај и нас така. огромен Благодарам избор и има. на нив и на Будуар. Да. И овде имаме една водичка, заборев да ти дам за со кафето. Така Аха, си јас само што сакав да ја земам. Епа ете, али таа добро, беше како за да. тебе. Те Ова напред беше Аква Пелагонка. Аква Пелагонка, се Битолска знае во вода, Пелагонија да. Пелагонка. Пелагонка, одлична вода. Благодарам и на овие Ете, така на спонзори. здраве, нека ти е се. Ќе преминиме сега на темата. Да, Значи, имаш статистика колку женски вака. средношколки во Прво, Битола? ајде ќе одиме и на статистиката, Аха. ти благодарам на прашањето, но сакам да кажам која беше намерата на организацијата на жени кога се зафати со проект. Проектот се викаше, го завршивме пред неколку недели, менструална правда. Да. Значи, машките го немате. Еве пак, доаѓаме до разликите помеѓу мажите и жените. Го немате тој проблем, Да. ја немате таа биологија на телото. Проблемот е доста специфичен, нема да речам голем, е специфичен, бидејќи во нашето окружување, во нашата држава, менструацијата е се уште табу тема. Да, малце е непријатно кога се збори за таа тема. Значи, допред 10 години, зборот менструација не се употребуваше. Беше срамно да се каже, да. Така, значи велевме, старите велеа, редот ми дојде, Тетка ми со Мерцедес од црвен. Тетка ми, јас кога слушнав на една српска програма, сега пред 2 месеци, 3, едно девојче пее и го прашуваат, оти шо не пееш денес толку, ми дојде тетка ми од Чачак. И јас мислам на вистина тетка и дојде и Да. беше уморна. И после сватив дека на телевизија, во јавен медиум, тие не смеат да речат имам менструација. Да. А тоа е смешно и срамно. И не треба да е срамно, значи Ама тоа е нешто зошто да е табу тема? од сите, Ве да. молам, мислам, Сите жени. али тоа треба да почне од домот. Сега ние гледаме Домашно дека во домот воспитување. не секогаш е се дека се од таму почнува и затоа организацијата на жени многу често Има активности кои што има се кажи, активности за кои се интересни во моментот. Сценевме дека менструалната правда треба да се одработи. И ја одработивме во медицинското училиште, онаму каде што има најмногу девојчиња, девојки, кои што ни беа таргет група за да разговараме со нив, за да им држиме некои 18 трибини на најразлични теми. Значи, дури ја додирнавме темата како се третира менструацијата во медиумите. Значи, Да. и новинар дури имавме вклучено, докторка имавме вклучено во проектот, за да им раскаже на децата како што треба и што не треба. Да. Вие таму поставивте диспанзер во тоалетите, во Диспанзери. женските тоалети. 3 диспанзери поставивме. Диспанзери, сега не знам зошто го измислиле тоа име, кутиички во кои се Ајде, поставуваат по македонски влошки. збор да Ама се да. диспанзери, така ги викаат. Да. Јас едва и го запамтив Да, зборот. место, простор кај што ќе има влошки, кај што женските ќе можат да се земат за оние кои што не Како што можат во да се странство дозволат. има, Да, има и во секаде, и по секаде во аеродроми, јавни и тоалети. секаде, да. Ете така. И за среќа функционираат, еве Одлично. веќе месеци,
Ние секој месец ги надополнуваме. Со проектот имавме таква активност, уште 2-3 месеци да ги надополнуваме. И целта на проектот, последната цел на проектот беше, освен да поставиме диспанзери, да ги обучуваме чупињата, да ги дури и за дивно чудо што викаат србите, и машки беа вклучени во проектот. А на почетокот немавме замислено машки да вклучуваме. Да. Па моравме донаторот да го прашуваме дали е во ред и машки да се вклучат. И за последната цел на проектот е во некоја многу блиска иднина да имаме иницијатива до новиот совет на нашата општина да се постават диспанзери во сите средни училишта, значи во сите тоалети женски, ако има 3 тоалети, 3 диспанзери, ако има 2 тоалети, 2 диспанзери, и доколку тоа општината го прифати, ќе бидеме многу среќни. Значи разговарано е и со луѓе кои што Ајде бе, вака знаат. јавно да ги повикаме и приватниот сектор, зашто да не Приватниот сектор, диспанзерот не е страшна работа и не е скапо нешто, не е многу скапо, го најдовме, но пополнувањето со влошки е малку поскапо, бидејќи за сега во Македонија нема производител на влошки, се увезуваат од Србија, од Албанија, не од Албанија, од Србија, не знам од каде. И не можеме да разговараме со директен производител за да може извајме да се некоја донира, пониска цена или евентуално да се донира. Да. Но се надевам дека ова ќе има проđа, ќе има поминување во Советот на општината, во Комисијата за еднакви можности, бидејќи, како што рековме, околу 10 евра, околу Не битна се сума, Не, битна беше, имавме и сума, околу 800 денари беше, така. Што малце поќе од 10 евра. Така. Му треба на девојчињата повеќе од машките, за да бидат реално комотни во месецот, да можат да си купат потоа и кифла. Влошките се навистина скапи, а тие се секој има ден и на ефтини и скапи, ама денешниве деца сакаат малку поскапи нешта. Па ја читаш нешта. некаде твоја изјава, мислам дека од она што се била во средби со девојчиња, дека што велат и да купиш по ефтини влошки, треба не се толку квалитетни. Не се квалитетни, значи имавме такви. Ги дај чистите пари да купиш и значи, поскапи. многу имавме интересни моменти во медицинското училиште. Јас еве ова го морам да те употребам малку, да се заблагодарам на цел кадар во медицинското, посебно на директорот кој излегува во пресред и ние буквално таму се чувствувавме како дел од нивниот колектив во оваа година додека одевме. Па ете, тоа е еден убав пример. Да, бидејќи во друго училиште бевме одбиени средно за проектот. Не може, не сакаа да го спроведиме, окей, добро. Која ми беше мислата, ми избега? Нема врска, бидно е дека она што го правите. Сакам да речам друго нешто, извини, те врати мислата. Имаше во 90% од случаите вклучените машки кои што беа во проектот кажаа дека немаме проблем со тоа да кажеме дека сестра ми има менструација, мајка ми има, дури одиме им купуваме, кога одиме да пазариме им купуваме влошки и дури претеруваат, не со 3 капки, со 4 да би купиш, не вакви сини од плавите, од црвените, од Мене не ми е чудно бидејќи пораснав со 3 жени дома, мајка ми и 2 сестри. Ете така. И точно знам што се случува, значи јас од мал гледав и влошки и така натаму. Но имаше и случаи кога рекоа дечиња од прва, од втора година, средно, дека во мојата куќа не смее да се спомни тој збор. Веќе му е забранет. Не е забрането, е табу. Не се забранува, туку срамота е што има ти да зборуваш за менструацијата на сестрата ти, например, или на мајка ти. А сето тоа, викам, деца, вие утре ќе бидете прво со медицинско средно. Пола од вас ќе бидат и доктори, сигурно. Вие ќе се соочувате со мал милион на случаи, кај што ќе треба тоа да го знаете од сега да почнете. Не кога ќе стигнете таму некаде на работа. Да. Имаше интересни работи. Имате, знам дека сте активни во текот на целата година. Мислам дека допревме до многу теми. Толку е и времето во ова што го имаме како овој формат на југо. А за домакинките што рековме дека пола од жените сега да одиме, еве тука кај Веро сме, да одиме од куќа на куќа кај што има млади жени, само млади, меѓу да речеме 30 и 40 години и да прашаме која има
фута дома. А мислиш дека немат фути? Немат. Ако има фути, јас ќе им дам, еве, наградите ќе одат за нив, а не за мене. Не купуват новите Ама домаќинки не му фути. треба, зашто му е фута? Зашто добро иде не готви, да. Зашто му е фута? Па сега и роботка во смукалки, не А знам дали ние се во смукалка. шиевме фути. А шиевте Значи, фути. па шиевме фути. Добро, тоа време се учеше и домаќинство, нели, во училиштата Ама се шиеше, немаше, се плетеше. мислам, глупо беше, немаше да се купи прво, Да. второ скапи бија, не се даваше пари за се и се што, и трето, од останатите материјали кои ќе ти се чаршафот ќе ти или робата или не знам што Да. ќе ти остари, па од остатокот ќе си направиш свакуваш фута. футичка. Нормално, јас Па имам добро, дома барем и креативно. 10. 10 фути твои Уф. шиени. Шиени, плетени, соплетени елементи на нив секакви. Дали Марија Магдалена знае да плети? Не. Не? Не. Не си ја научила? Или немаше желба? Ама таа знае, па јас што ништо, јас што не знам. Шо? Така, се надополнува. Па не знам, Много работи, да. менаџирања, Па добро тие се новите така. моменти што се во светски рамки. Мислам, нема потреба да знае да плети, таа, ама колку повеќе работи жената знае во животот, ќе дојде ден кога ќе си ги употреби. Да. Верувајте ми. Да. Одлично. Било зашто. Било Да. зашто. И за крај сакам една порака да упатиш вака до сите што не гледат, не мора само до жените, буквално до сите. До сите, бидете прво добри луѓе, ширете љубов, не омраза и сакајте ги сите. И своите, и туѓите деца, не само своите. Ете, така одлично, мислам за крај го закруживме цел муабет. Има премногу муабети што можат да се зборат со тебе Со сите. на сите теми. Ама Да. си така жена која што ете остави Не билек во... кажавме за струјата ништо не зборнавме, ама другиот пат. Оти тоа е мојата примарна работа. Да, знам дека си во вклучена како жена во електроенергетска Тоа система. беше, на готово, Македонија, сега сум, ама сега само совети делам. Во ред, во секој случај, значи нема машки женски професии, благодарам, се да. изгубија тие Ете моменти, така, да, ете али така. во секој случај еве се наоѓаме во вакви моменти кај што можеме да ги споделиме искуствата. Ти и благодарам значи, за поканата прво, затоа што гледам дека со многу помлад свет овде како со возачи се. Благодарам на сите кои што ќе ја гледаат емисијата и во некоја средна пригода нешто повеќе. Одлично, така е. Фала што не гледавте, гледајте не пак. Чао, чао. Пријатно.